Темни облаци надвиснаа над Астон Мартин. Компанијата после тешката 2025 година мора да отпушти 20% од работниците. Нема друг начин да се намалат губитоците кои се искачија на скоро половина милиарда фунти, посебно во услови кога американските царини го земаат својот данок. Колкав е тој сведочи и фактот дека производството се намали за 10% на 5448 автомобили, а вкупниот приход едва и стигна до милиарда и 260 милиони фунти. На целокупната слика лошо влијаеше и драматичното опаѓање на интересот за западните возила во Кина, посебно на оние од луксузните марки, како што е Астон Мартин. Иако од компанијата искажуваат оптимизам дека годинава ќе биде подобра, главно заради пообемните испораки на суперлативниот Валхала, тоа тешко ќе се оствари бидејќи сегашните планови предвидуваат намалување на трошоците само за околу 55 милиони фунти. Заради одложувањето на плановите за лансирање електрични модели, дополнително ќе се скратат и 300 милиони, но на 5 годишен рок.